На 27 септември 1986 година, компанијата United Way од Кливленд во Охајо представи хуманитарен настан, а со овој настан се постави нов светски рекорд, ослободувајќи скоро 1,5 милиони балони во воздухот. Настанот требаше да биде безопасен, хуманитарен настан, но балоните се оддалечи од градот, кон езерото Ири и слетаа во околината предизвикувајќи проблеми во сообраќајот и на блискиот аеродром. Пред да започнеме со видеото, не заборавајте да го притиснете копчето subscribe и не заборавајте да го лајкнете ова видео за повеќе видеа како ова. Ајде да преминеме на видеото. Настанот беше координиран од Балонард од Треб, компанијата со седиште во Лос Анџелес, предводена од Треб Хајнинг, која 6 месеци се подготвуваше за овој настан. Правоаголен објект со големина на градски блок со димензии 76 метри должина, 46 метри ширина и висина од 3 ката, покриен со мрежа од ткаени материјали, бил поставен да ги одржи балоните на југозападниот дел од јавниот плоштад во Кливленд. Во рамките на проектот, 2500 студенти и други волонтери поминале многу часови полнејќи ги балоните со хелиум. United Way првично планирале да пуштат 2 милиони балони, но на крајот бројот се намалил на 1,4 милиони. Во сабота, на 27 септември 1986 година, со бура која се приближувала, организаторите се одлучиле за предвремено ослободување на балоните околу 1 часот и 50 минути по источно време. 1,4 милиони балони се кренале од јавниот плоштад на Кливленд околу терминалната кула и се надминал светскиот рекорд поставен претходната година на 30 годишнината од Дизниленд. Ама, не се од овој невин настан било толку светло. Многу работи тргнале наопаку. Неколку случаи на хаосот и исходот кој следувал вклучуваат. Обично, хелиумски исполнет балон, кој е пуштен на отворено, ќе остане доволно долго да биде целосно издишан пред да се спушти на земјата. Сепак, балоните се судриле со ладниот воздух и дождот и паднале кон земјата, се уште надуени, натрупувајќи ги земјата и патиштата на североисточната страна од Охајо. Во деновите по настанот, балони биле пријавени на брегот на канадската страна на езерото Ири. Балоните што слетале на пасиште во округот Медина, Охајо, ги уплашиле арапските коњи на Луис Новаковски, кој подоцна претрпеле перманентни повреди. Како резултат на стравот, Новаковски ги тужил United Way од Кливленд за оштет од 100.000 американски долари, но не се знае што се случило со тужбата. Аеродромот Бург Лейкфронт морал да затвори една писта за половина час откако балоните слетале таму. Пријавени се и судири во сообраќајот, затоа што многу коли и камиони пробале да ги избегнат брановите од повеќе бојни балони. Но најлошо од сите поминале двајца рибари, Рајмонд Бродрик и Бернард Сулцер, кои излегле на 26 септември, но подоцна биле пријавени како исчезнати од нивните семејства на денот на настанот. Спасувачите го забележале нивниот брод од 4,9 метри закотвен западно од реката. Биле пратени хеликоптери на крајбрежната страна, но имале потешкоти да ја достигнат областа поради астероидското поле од балони. Една екипа за пребарување се обидела да ги види рибарите доколку пливаат во езерото, но официјалните лица на гардата соопштиле дека балоните во водата оневозможуваат да се види дали некој е во езерото. На 29 септември ја прекинале потрагата. Но подоцна телата на рибарите се појавиле на брегот. Сопругата на еден од рибарите ги тужела United Way од Кливленд и компанијата што го организирала пуштањето на балоните, и тоа за 3,9 милиони долари, но не се знае што се случило ни со оваа тужба. Гинисовата книга на светски рекорди во 1988 година го признала настанот како светски рекорд, и тоа за најголемото масовно пуштање на балони со пуштени неверојатни 1.429.643 балони.